Најве завршија и рекламите и назад во студио ние во меѓувреме начнавме и други теми, урбанистички, ама тие не мора сега да ги продолжиме. Тие така за на кафе некогаш кога ќе седнеме. Сакам да одвоиме нешто што вас ви е најубаво во книгата, иако верувам дека ви е се убаво бидејќи ова е вашиот живот, вашата кариера, но и тоа што најмногу сакате, на која страна да отворите и да се потсетите. Прво морам да кажам дека ова е историја и на мојата фамилија. Многу кратко, во кратки црти е фатиран еден дел од историјата на мојата, на татко ми, на дедо ми, затоа што внукот мој сега е 7 генерација скопенец, да го кажеме. Значи, ние сме стари скопјани и гор сум што таа фамилија тука толку време е. Значи, книгата е историја на една фамилија, историја на еден спортист, историја на еден спорт и затоа има некоја историска вредност. Еве тука ќе видиме неколку фотографии, Богоевски во синиот дрес, во дресот на Вардар, па одбојкарски надпревар во салата на Работнички. Да, тоа е времето кога играме во кадрава коса сте биле. Па има малце дугачка коса така и таа е причината затоа што не играм фудбал. Ова се едни фотографии, ќе видиме за кратко и фотографии од промоцијата на книгата и нешто што јас успеав да најдам на интернет, а се црно-бели фотографии. Доста црно-бели фотографии одека се направени во боја, затоа што Миле Петковски, кој ни помагаше за правењето на книгата, беше декан на факултетот за таа работа, не знам, забравив се како се викаше факултетот, меѓутоа тој многу ни помогна за затварање на книгата. Калински рековме дека е одврвен спортски новинар, направи нешто што не е негов факт, да речам. Имавме еден разговор со него, дали сака да прифати да пише биографијата, во прв момент одби, не сакаше да ја пишува, меѓутоа ја кажат, затоа што ако нешто се пишува за мене, едини човек што може да напише е Златко Калински, затоа што 62 години е поред мене, на многу заедно игравме и он почна да игра одбојка. Знае све за мене. Ја немам такво памтење како што има он е стварно компјутер за било каков проблем што го имаме спортски или некоја информација, се обраќаме на Калински и он ни ги дава секој момент точни информации. Така. Инаку оваа фотографија пред малку беше фотографија од репрезентацијата на Југославија во 1975 година, а еве повредата што ја споменавте после лекарската интервенција, повредата на окото. Да, тоа беше 75 година на Европско првенство во Белград. Белград финале замаглен вид и медал. Така е насловот на ова поглави од книгата. Да, така ги квалификации им даваше Калински, тој ја кажав дека он подобро знае од мене. А каде може да се купи книгата? Верувам дека многу луѓе ќе сакаат да имаат во својата библиотека. Тоа е книжарница 3 и мислам дека сега почна да се продава книгата и мислам дека има 3 книжарници низ Скопје, едната е и на Ленинова, едната во Трговски центар и третата стварно не знам каде е, меѓутоа но може да се набави. Да. Супер. Јас додека барам други фотографии, доктор Савески, сакам да ве прашам што е она најчесто што го имаат како болка или проблем повозрасните луѓе? Сега, ајде, не можам да кажам години, но повозрасните, оние кои што не гледаат и кога е вистинскиот момент да се обратат кај ортопед? Па како што и напоменавме, дека најчестата причина во најшите амбуланти, особено ортопедија, исто и травматологија како најслична дејност, најчестата причина за кој што доаѓаат болката. Сметам дека дури и болката како симптом од сите други потреби, по други амбуланти, болката како причина за остеоартрит е најчеста. И тоа е тоа што меѓутоа може да причина за болка да не биде само остеоартритот, може да биде и некоја друга причина, како што се некои мекоткивни структури, повреда понатаму дистензија на зглобна капсула или истегнување на зглобна капсула и така натаму. И секако возраста е една од најчестите причини. Се смета дека некаде до 40-та година е застапен остеоартритот негде околу 8 до 10%, од 40 до 65-та е негде 30%, а дури 60%
е застапена на возраст од 60 години. Така да, речиси, сите тие клинички и рентгенолошки манифестации се присутни кај повозрастното население. Кои се решенијата? Не знам, некој ќе почувствува болка, па прво нешто што му доаѓа, дали да се напие апче за болка, дали да се намачка со некоја маст, дали треба да го правиме тоа? Па не, може би грешиме да не направиме полоша нешто. Не, па сметам дека не треба болката, рековме, е компензаторен механизам, дека нешто во организмот се случува. Добро. Не треба ништо на своја рака да се зема пред да се даде сугестија од лекар кој што се занимава со таа проблематика. Така да во зависност од болката и во зависност од квалитетот на живот, така и се третира. Кога се работи, аналгетиците се може да биде конзервативно хируршки, кај полесни случаи обично одиме со давање на аналгетици, понатаму најчесто ги користиме нестероидните антиинфламаторни лекови или пак COX-2 инхибиторите. Додека пак е малце посериозни исто од конзервативниот третман може да бидат интраартикуларни инекции, хиалуронска киселина, понатаму може кортико да се... Значи има многу опции. Да, апсолутно, во зависност од тежината и од степенот на нарушување на зглобот. Значи да не правиме дома да си отидеме на лекар, ние да не се експериментираме, бидејќи има луѓе кои што учеле за тоа и многу повеќе знаат од нас. Иван, ајде да споменеме што е она што следи летово, сега ни започна. Така. Што има на календарот? Кои датуми, кои настапи Македонија, надвор од Македонија? Така. Па јас сум човек што први сам да рипнам, па после ќе кажам хоп. Значи ќе гледаме на Инстаграм и на Фејсбук кај си бил. И каде ќе бидам. Најавувам секогаш на социјалните мрежи. Секогаш најавувам на социјалните мрежи, да. Следно, што можам со сигурност 100% да кажеме, дека на 6 јули ќе настапам во Белград со мои многу драги колеги кои оформивме едно трио Нова, пијано, обоа, слеш, англиски рок и глас. Секако, концертот ќе се наречен, односно Медитеранска ноќ, каде што ќе почнеме со австријски композиции, затоа што некако ние сите тројца имаме голема поврзаност со Австрија и со Виена генерално, и од таму како едно интересно патување ќе отидеме по Медитеранот, во Италија, во Шпанија, и секако каде и додам низ целиот свет. Јас секогаш ги завршувам концертите, без разлика на репертоарот, со македонски композиции ги завршувам концертите од мои драги колеги или некои култни песни од поранешни композитори, да кажеме. Тоа е следно. Во август исто така можам да најавам, се уште е рано, но еден концерт, после многу долги години ќе одам во Битола, во офицерскиот дом на Битвес, ќе наставам со мојата многу драга и цената колешка Елена Атанасовска Ивановска со еден рецитал со уметнички песни. Што предходеше вака генерално годинава, за прв пат настапив со Нишкиот симфониски оркестар и со маестра Бисера Чадловска, значи македонска екипа бевме таму да настапиме, и пријатно се изненадив, бевме фантастично примени. И не знаев дека 80% од оркестарот во Ниш ствари има дипломирано или магистрирано на факултетот за музичка уметност кај нас. Едноставно јата некаква многу убава врска, многу убава конекција имаме, да кажам. Со Ниш исто така настапив на доста многу настани по локално, како што споменам веќе годинава, на Виенскиот бал настапив, секако мојот добар пријател, амбасадорот на Република Австрија, неговата екселенција Мартин Памер ме покани повторно да настапам на Виенскиот бал. Настапив на доста настани по 30 години македонска берза. Во македонската опера и балет настапив во една опера современа, напишана после Втората светска војна. Вака професор сум, морам да елаборирам. Современа музика е секогаш. Современа музика е секогаш после 1945 година. Многу често луѓето знаат да кажат за 20 век современа музика, не е тоа точно. Нема да навлагам сега понатаму, ќе оставам тука. И настапи во The Telephone од Джанкарло Менотти, една многу интересна опера, каде што содржината е едноставно драстично поврзана со тоа што се случува денес. Он сака да ја изјави љубов, да ја праша дали сака она да се омажи за него,
а она чекај, треба да се јавам, чекај ова, чекај она и мислам со денешно време што со телефоните, чекај, не можам, Чекај уште ова да завршам. Многу интересно, се случува, действието се случува 1947 година. Историјата се повторува, не залудно велат. Буквално, некако се си оди по некаков природен тек, ама игнорираме дека можеби порано луѓето се соочувале со сличните проблеми, а 3 дена после тоа во Македонската опера и балет настапив односно во Македонската филхармонија со едно ремек дело од Сергеј Рахманинов, го пеев 4-тиот став од симфонијата Звона. Диригент беше бугарскиот маестро Најден Тодоров, за прв пат настапив со него, едно фантастично убаво искуство и секако следеа други настани. На Ревија настапив сега, за Ебана настапив, Градска симфонија настапив. Добро е што и такви настани сакаат да те вклучат тебе и твоите колеги, значи не е како порано, да има секоја чест или за сите пејачи, групи, бендови и така натаму, да не ме свати никој погрешно, но се менува и културата да се вметнат и оперски пејачи и певици, што е супер, нели во зависност каков настан се организира. Така да баш ми е драго. Единствениот начин за класичната музика и операта ние да ја поврземе до младите или вака по мејнстрим да ја направиме за пошироката публика, да кажеме. Според мене токму е преку таа музика, преку филмската музика, да кажам преку кабаретската музика, дури и преку оние шлагери, мислам, вие во исти репертоар можете да ставите ари од оперета, кои што на времето се сметале да речеме за шлагери, за подосно вие да го завршите концертот или настапот, да се искажам вака, со Френк Синатра, Мајкл Бубле, мислам, веруете ми, одговара. И према тоа едноставно со една модерација може да се раскаже за класичната музика, за оперетата, односно во 20-тите и 30-тите години на минатиот век, и подоцна можеме да влеземе со една оркестрација со Френк Синатра или филмска музика. Според мене тоа е единствениот начин, например, да се доближи преку некои хитови, затоа што се обиди индустријата во класичната музика во крај на 90-тите години, 2000-тите години, према режијата, со современа режија да доближи повеќе до младата публика. Некако мислам дека горе-доле не успеа тоа, веќе бидам брутално искрен, и мислам дека следниот чекор е овој. А културата во која што живееме, апсолутно се согласувам со тебе, Милена, дека нема веќе строги правила за тоа што сме, што не сме. Некако се одговара. Така е. Културата ги обединува луѓето и музиката исто така, но тоа го прави и спортот. Ние имаме уште фотографии од вас. Ќе ги пуштиме фотографиите кои што ги имаме измонтирано, но сакам да ги погледнеме ова е екипата на Реал Мадрид и пред портретот на Бернабеу. Ова сте вие. Во Реал Мадрид, во дресот на сништата. Вели насловот. Да, тоа е 81 година. Така. Кога потпишав за Реал Мадрид. Коментиравме тука дека во исто време отидовме со Дели Башиш заедно тамо. Он потпишав за кошарка, јас потпишав за одбојка. И тешка книга, да не ми падне на крај. Имаме една наша колонија тамо. Еве и таа фотографија. Еве. Вие, Дели Пагич, Дели Башич во Мадрид. Така е. Тоа е тројката која игра, со тоа што Дали Пагич играше само куп шампиони, да. А Дели Башич играше и лига. Скапа, вели колегата позади камерите, скапа фотографија. И еве, Мадрид е прекрасен, ама и Скопје. Па Скопје никогаш не сум го заборавил. Јас немав менаџер, во тоа време немаше менаџери, можда имаше, ја немав менаџер, јас сите уговори сам ги правев. Меѓутоа, секој уговор што го правев, имаше една клаузула дека што ми заврши првенството, ја морам да си одам. Од две причини. Заради Скопје и втората причина затоа што се уште играв за репрезентација на Југославија и не сакав да бидам одсатен. Јас 257 пати сум играл за Југославија и чим ми завршуваше првенството, утрената се пакував и одев за Скопје. Така да Скопје никогаш не сум го тргнал да речем на страна, да. Јас кога отидов за Реал Мадрид имав големи понуди од, не знам, од 10 екипи од Италија, затоа што тогаш беше врвот на одбојката во Италија, меѓутоа не сакав да отидам во Италија од една причина, основна причина што немав потреба да се докажувам затоа што јас бев веќе познат, признат и морав да одбирам средина кај што мислев дека ќе ми одговара и мене, а и за сопругата или за иднината на нашето дете понатака. Така да мојот син
Отиде, живееше во Шпанија, потоа студираше во Америка, заврши факултет, магистрираше и зборуваше 6 јазика, така да детето е спремно за живот. Подготвено, така. Ќе ги погледнеме фотографиите кои што ги имам измонтирано, 2 или 3 се од поодамна ќе кажам, но другите се од промоцијата, која што се случи. Дали може? Да, еве фотографијата. Додека ги гледаме, вие можете да ми одговорите на... Ова е дресот на Југославија, кога го облеков по прв пат. Од пионира до репрезентација за 3 години. 72-3 година. И да бидам нескромен, првиот пат кога го облеков до крајот на кариерата, сега сум бил во таа најдобра постава, што се вика. Браво. Тоа ми отвори врати да бидам и кога игравме куп шампиони меѓу најдобрата шесторка во Европа. Потоа да играм за репрезентација на свет, така да стварно една кариера која може да некој да позавидува. Така е. И би сакал нешто да кажам за книгата. Зашто се вика секогаш на врвот? Да, слободно. Нека си течат фотографиите, Затоа што а вие зборувајте си. за спортот, исто и мислам дека и у музиката, дури и у медицинава, значи не е можда најлесно е да се качиш на врвот. Значи еднаш да направиш медал е можда и случајно да речеме некогаш. Меѓутоа да останеш на врвот е многу тешко. Се мојата кариера и затоа се вика секогаш на врвот, затоа што јас сум бил 20 години како спортист, 20 години како тренер и сега сум еве скоро 20 години како спортски работник во Македонскиот олимписки комитет. И за сите тие години во сите сфери сум имал стварно многу успеси и затоа викам не е да се стигне само на врвот, него е да се остане на врвот. Значи, секогаш да бидеш на врвот е многу тешко. А ја мислам дека тоа сум го постигнал и затоа и книгата го доби тој наслов секогаш на врвот. Заслужено. И книга, заслужени насловот, се заслужено внатре. Многу мал дел од фотографиите видовме, но пак ќе кажам тие што ќе си ја земат книгата, ќе имаат можност. Ова е амбасадорот на Шпанија. Да. Еве ги фотографиите. И нашиот амбасадор во Шпанија. Така. Да видиме следната. Ова е веројатно од промоцијата. Од промоцијата се, да, овие фотографии. Сакав да ги прикажеме чисто ете да видат. Ова е со нашиот првиот председател на Олимпискиот комитет, Васил Тупурковски, и да не забораваме дека е врвен политичар, кој беше подпредседател на Македонија. Веројатно младиве генерации тоа не го паметат, меѓутоа една историска личност за Македонија. Да, тоа и пред емисијата баш зборувавме, некои личности во Македонија треба сите да ги знаат без разлика дали живееле пред, не знам, 50, 60, 80 години, така натаму, значи треба да се зборува за некои луѓе кои што направиле нешто без разлика дали е спорт, музика, медицина, било кој сегмент и било која област и професија. Мене ме радува што и таа генерација од Ѓорѓе Димитров го даде и Тупурковски, ја даде и Гордана Силјановска и многу други личности кои се стварно во повеќе области познати и признати. Така. Добро, одиме сега со фотографиите на имаме уште. Ево Златко Калински, авторот на книгата и најзаслужениот човек што искочи оваа книга. Мораше да се покажи оваа фотографија затоа што е заслужено, голем поздрав секако и до него. Сега ќе одиме со вашите фотографии, доктор, имаме нешто професионално, нешто приватно и со семејството, од одмор. Верувам дека и вие често патувате заради работни обврски, медицината е една гранка, една професија со која што постојано учите нови работи. Да, работите се менуваат и мора да се следат и странските. Да, како и што кажавте, мислам дека е потешко да се одржи на врвот него да се стигне на врвот и кај нас таа континуирана едукација е од особена важност. Па уште побитно ако можеш да примениш кај нас, тоа би било навистина тренд, мода и да бидеме рамо до рамо со сите здравствени и сите познати болници низ светот. Сега кога споменавте тоа, заборавив само да споменам, кога договаравме теми, има уште многу работи што за жал не успевме да ги споменеме, но многу често луѓето повозрастните се жалат и на колковите. Да. Тука се прават операции, какви операции, колку се безбедни? Апсолутно. Па обично рековме дека покрај коленото најтоварен зглоб е колкот. Добро. И речиси колкот не е пуштеден нити од
ова заболување кое што денес разговараме, нити пак од скршеници, нити пак исто така од мекоткивни повреди. Обично кај помладата популација помладата популација се мекоткивните, додека кај повозрастите заради остеопорозата се чисти скршениците, кои што не представуваат само медицински проблем, туку представуваат и социоекономски и финансиски проблем, бидејќи за нивно третирање се трошат значителни средства кои што ги оптоваруваат здравствените фондови. Така. Така да колку и коленото оптоварен исто така, сите тие што се промени кои што настануваат на раскавицата, настануваат и на колкот. Негде као процентуално е 60-40 повеќе колено за разлика од колкот, а другиве се нешто помалце застапени, да. Тука гледаме веќе ние работни фотографии. Да. Ова ни беше како поканети предавачи од нашата клиника на Конгрес. Така. Да, бевме и модератори од нашата клиника, ортопедија. Супер. Тоа е доста важно. Се запознавате со многу доктори, разменувате искуства. Да, апсолутно. Нели не секој знае се. Тука организираш стручен престој, ние на Макенифони доаѓаат кај нас, така да Браво. Битно е да одидеме и да ги следиме светските трендови и да видиме што прави светот, па уште подобро и ние ако можеме да го предвидиме. Ова е СИКОТ исто една така доста престижно здружение во Белград се одржа пред 2-3 години, мислам дека. Добро, одиме со следната. Ова беше, да. Еве како се сака Македонија, меѓу другото. Така е, да. Ова изгледа од Олимпијада. За спортот рековме, да. Ова беше пласманот на Европското првенство, на чело со Горан Ангеловски и Мрме. Така да ја имав среќа да бидам тој период лекар на репрезентација. Еве го семејството. Да, фамилијата, да. Имаме и друго појачување од годинава. Да, ова е првата година, ова е сопругата, ова е постариот син. Сега вика... Колку години имаат синовите? Сега едниот ќе полни 5 години, а другото 9 месеци. Интересно. Да. Морам да признам, јас ги поминав тие години, ама интересен период. Да, од одмор ми е оваа фотографија. Имате ли време за шетање приватно? Мора да се најде за тоа, иначе. Бидејќи докторите знаат имаме, да немаат толку време. Знаеме да го искомбинираме и со едукација, така да... И да се прошета. Комбинација едукација и шетање е добра. Супер, одлично. Ова е подамна нека фотографија. Ова е студентска размена со познатите Роберт Стоевски пластичар и Димитар Качовски гинеколог. Студиравме заедно. Не ги припознав искрено, да ви кажам. Деца сме, тука сме, мислам дека 2004-2005, така нешто. Еве го појачување. Да, ите го. Никој зашо не спиете се. Појачувањето. Зашо помалку спиете се. Поише жена ви помалку спие дека. Нормално. Да. Ова ми се да. Децата мајка бараат, посебно на првата година до 2. Една е мајка сега. Една е мајка. Добро, имате време и за ноќен живот. Да. Очигледно, некогаш. Пријатели ми се овие баш буквално од детство, така да одржуваме контакт. Се уште контакти и добри релации. Овие внукот матура правеше претходната година. Сестра ми исто. Ова ни беше, баш и ние испишавме историја на клиниката за ортопедија, првото роботско колено. Да. Овде на сликата е Трајановски, он беше тогаш лидер на таа организација и роботска асистирана артропластика на колено. Помал се го спомнавме хируршкото лекување за вештачко колено, кај што се намалува и комплетно ризикот за било какви компликации. После тоа? Да, и ова е тоа баш... Браво, сигурно било многу значајно за вас да бидете дел од тој тим, сте научиле многу. И тим, и да, и реално прво се беше на клиниката за ортопедија. Ова се беа колегите од Грција. Да, од Грција, така. Да, нивна е иста така и роботот, така да ни помогна они да бидеме ние баш тие пионири за првата имплантација на вештачко колено со робот асистиран. Супер. Браво, секоја чест. Еве гледам кога станува збор за медицина, па и за спорт, па и за музика,
За среќа немаме проблеми тогаш со соседите. Пред неколку дена Македонската филхармонија заедно настапи со бугарската и грчката. Значи тука не постојат никакви бариери и граници. Иван. Па и не треба да постојат, нели? Јас секогаш велам дека спортот... Може да ги гледаме и во исто време фотографиите ваши, да. Спортот и уметноста се нашите најголеми амбасадори. Така е. Тука сум, јас со Најден Тодоров, маестрото кој што го диригираше Кармина Бурана, сега кантатата Кармина Бурана од Бугарија, точно. Ова се случи пред неколку месеци во Македонска филхармонија, како што споменав Рахманинов, делата звона. Јас сум еден исто така заборавив да напоменам од амбасадорите на Macedоnia 2025, Македонија 2025. Тука бев пријатно изненаден од човекот позади мене, од фондацијата Богданов, кој што ми додели една многу добра стипендија како едно спонзорство за сите наредни концерти. Браво, супер. Кои што ќе ги имам едноставно. Фондацијата од тука сум ја изведувам, ја интонирам, односно македонската химна во резиденцијата на претседателката. Ова е од минатата година, но и оваа година исто ја интонирав за Македонија 2025 организација која што е јако поврзана со диаспората за инвестиции во Македонија. Ова е дел од актуелната The Telephone, како што споменав, телефонот. Операта во Македонската опера и балет, постановката беше на мој многу добар пријател и другар Ѓорги Петрушевски. Уживавме на вистина со сите колеги. Ова е од минатогодишниот концерт на Отворено кој што се пренесуваше на еден од нашите медиуми во живо. По повод 200 години раѓањето од Јохан Штраус. Препон беше плоштадот, иако беше некои 26-7 степени во 10 на вечер, ми текнува малце на потоплата страна од Скопје, беше асфалтот, беше жежок се уште. Ова е една од палатите во Виена, каде што бев редовен гостин настапував. Ова е една од палатите на Лихтенштајн, фамилијата која што ја поседува, еден фантастичен музеј. И како што гледате, ова е салата, која што секогаш е полна со туристи кои што се така желни, да кажам, за класична музика. Ова е Македонска филхармонија, ако не, ова е повторно од сега точно, поактуелни слики. Поактуелни слики ти јам пратено, најнови, да. Ова е постара. Ова ми беше интересна фотографија. Тука демек треба јајца да бидам, така беше целата продукција, беше многу интересна. Калимерово да скачи. Калимерово, Роман Хофенбицер, еден многу интересен режисер германски. Постановката беше на универзитетот во Грац. Ова беше мојот екстерен испит каде што глумев Папагено, главната улога во волшебната флейта од операта на Волфганг Амадеус Моцарт. Браво. Ама и те затоа паметиш се. Значи нешто поразлично од се она што го правиш. Браво. Ви благодарам на сите за фотографиите, односно на вас двајца. Јас сама си најдов. А мислам дека добри сум одбрала. Сакам да додадам нешто за ова што речеш за дека спортот нели нема граници. Јас бев тренер и у Грчка. Да, бевте во ПАОК. Да. И кога ми прави интервју, јас пред сите кажав, мене ми е чест и гордство што сум бил тренер на двата најголеми македонски клуба, ПАОК од Солун и Вардар од Скопје. Дали имаше мавање со дрва и камења со зборови? Никакви проблеми немаше. И мислам дека ја како тренер никад не сум имал проблем, дури на граница кога доаѓав ми препознавава царинариците и само вика коуч терај, коуч. Така лесно прави. Тоа е добро, што навистина не треба да има граници во спортот, иако за жал некогаш сме сведоци на некои скандирања, навивања, како што не треба, посебно во последно време на фудбалските терени, но имаше казни последниот пат, така што верувам ќе се регулираат и тие работи. Дека ние сме можеби најголемите и музичарите и докторите и спортистите најголеми амбасадори на нашата држава. Значи кога ја бев еден од првите што живеева, да речем, македонци во Шпанија и они ја гледаат Македонија преку мене. Значи ја како сум се понашал. Значи одлично сте не представиле, верувам. Не се сомнувам. А кажете ми што е она што најмногу сакавте да им кажувате на оние кои што сте ги тренирале како тренер? Една реченица или неколку реченици што сте сакале да им ги кажете за да тие прават се како што треба на теренот? Најбрзото, мислам, мојата, да речем, големина како тренер било затоа што целото моје знаење кој сум го имал, сум сакал и сум го пренел на тие генерации кои доаѓаат после мене. Значи, ништо не сум сокрил. И затоа книгата е напишана, целата истина е 100% вистина, значи нема ништо изменето. Значи, како било, така и напишано. И мислам дека и таа е вредноста на книгата и така треба да биде. И затоа мене ми е жал,
Морам да го кажам и тоа, затоа што можеби немав прилика или не беше приликата таква и во мојот спорт да она што го стварав во другите земји, во Грција, во Германија, во Шпанија, не може да го направам во Македонија, затоа што имаме некои, да не речем, недоразбирање со луѓето кои го водеа нашиот спорт, така да многу работи останаа за мене. Има многу работи што кажа останаа некажани, но морам, толку ми е времето. Ке ме караат колегите од Реги. Јас ви благодарам на сите тројца, прекрасни бевте, ви благодарам за двојното време и ве чекам пак да дојдете во студио кога ќе имате можност. Беше чест. Апсолутно.